Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Американскиот републикански председателски кандидат Мит Ромни победи на прелиминарни избори уште во 3 сојузни држави. Истополовите бракови отфрлени во Северна Каролина. А имаме и нови детали за заговорот на Ал-Каида да нападне авион на лет за САД. Почнуваме со вестите. Ромни сега има повеќе од 900 делегати откако победи во Индијана, Северна Каролина и Западна Вирџинија. Му требаат 1144 за да ја добие номинацијата и да се соочи со демократскиот кандидат, актуелниот председател во ноември. На прелиминарни избори во Индијана, републиканскиот сенатор Ричард Лугар, кој се бореше за реизбор, изгуби во државата што ја представуваше повеќе од 3 децении. 80-годишниот сенатор беше поразен од кандидат на движењето Ти Парти, што се залага за помала влада и помали даноци. Американските медиуми велат дека човекот испратен од Ал-Каида во Јемен да нападне авион упатен за САД бил двоен агент кој се инфилтрирал во терористичката мрежа да ги убеди терористите да му ја доверат новата бомба дизајнирана да мине низ аеродромска контрола. Агентот наводно работел за разузнавачките служби на Саудиска Арабија и ЦИА. Средиштето на дебатата за истополови бракови во САД вчера беше во Северна Каролина, каде гласачите одобрија државен уставен амандман што го дефинира бракот како унија меѓу еден маж и една жена. Ново истражување на Галоп покажува дека 50% од американците веруваат дека истополовите бракови треба да се признаат како валидни, а минатиот месец истражувачкиот центар Пју со седиште во Вашингтон покажа дека 47% од американците се за истополови бракови, додека 43 против. Лидерот на левичарската партија Сириза започнува разговори со други партии за формирање на коалициона влада за отфрлање на, како што вели, варварски мерки за штедење наметнати од Европската Унија. Гласачите на ниедна партија не дадоа мнозинство што Грција ја турна во уште поголема неизвестност. А што значи тоа за моментумот на движењето против мерките за стегање на ременот во Европа? Во приложение. Плоштадот Синтагма пред грчкиот парламент е епицентар на многу грчки протести. Изборите ги оставија грците, па и европејците во целина полни со неизвестност. Ако ни една од избраните партии не формира коалиција, државата ќе треба уште еднаш да гласа. Меѓу гласачите расте страв. Верувам дека нови избори уште еднаш ќе донесат контрадикторни и реакционерски резултати. Тоа веќе не може да се поднесе, ни емоционално, ни економски, ниту практично. Дионисис Димитракопулос, стручњак за грчка политика на Бирбек коледжот од Лондон, вели дека има мудрост во изборните резултати. It punishes the two parties that have brought the country to on its knees basically. Ги казнува двете партии кои доведоа земјата на колена, но нуди и шанса партиите од левицата да артикулираат јасна алтернатива. Германија, главниот двигател на програмата за владини мерки за штедење како услов за помошта од Европа, веќе кажа дека Грција мора да ги исполни условите прифатени од претходната влада. Димитракопулос смета дека тоа е првиот чекор повторно преговарање со Европската Унија, што значи дека не е веќе до тоа што сакаат грците. Во Франција победи Франсуа Оланд на иста платформа како грчката. Американскиот економист Пол Кругман вели дека со паѓањето на многу европски држави назад во рецесија, почнува да расте верувањето дека оние што ја прават политиката погрешиле. Тврдењето дека намалувањето на трошоците ќе ја депресира економијата всушност не е точно. Економијата со тоа не се депресира, туку на некој начин ја зајакнува довербата и води кон поголемо трошење. Изборите донесоа шок за програмата на континентот за владини мерки за штедење. Аналитичарите велат дека гласачите се чини дека ја туркаат економијата на Европа понатаму на непозната територија. Джоан Миро, кој почина пред речиси 30 години, е еден од најголемите европски сликари на 20 век. Шпанскиот уметник е најпознат по неговите игриви абстракции, но помалку е познат по трудовите кои биле реакција на Шпанската граѓанска војна, Втората светска војна и 36 годишното владење на генералот Франциско Франко, што заврши во 1975. Ве водиме во Националната уметничка галерија во Вашингтон, каде во моментов има голема изложба на делата на Миро. Ова е видот на сликање по кој е познат Миро.
Но за прв пат музеј во САД покажува нешто по кое Миро не е толку познат. Дека многу од неговите слики се реакција на темните години на шпанската историја. Миро бил роден во Барселона во 1893. Летата ги минувал на семена фарма. Едно од неговите ремек дела се вика токму така – Фармата. Кустосот Хари Купер вели дека сликата била во собственост на Ернест Хемингвеј. Вдовицата на писателот ја донирала на Националната галерија. Изложбата е организирана хронолошки за да ја покаже еволуцијата на сликарот во абстракција, започнувајќи со 1920-тите. Има цела серија слики за каталонските селани од времето кога шпанската влада на Каталонија и порачувала дека не може да биде независна, да употребува свој јазик, свое знаме. Во 1936 Шпанија паднала во граѓанска војна. Миро се преселил во Франција и неговото сликање станало мрачно. Со Втората светска војна тој се вратил во Шпанија, тогаш под Франко. Овие слики, насловени како констелации, се смета дека се негова потреба за бегство. Серијата направена во 1940-та, наречена Скала за бегство, станала име на изложбата. Мислам дека ова е израз на двојно движење нагоре кон собите на имагинацијата и надолу кон политичката ангажираност во различни времиња. Трудовите на Миро остануваат темни. Изложбата завршува со изгорени платна направени кусо време пред смртта на Франко. Трезвено за окружување на друга фаза на Миро. Наместо на училиште, во забавен парк. Сите сме го посакувале тоа. На утре ќе ви кажеме дека и двете може да се заедно. Гледате News Flash во четвртак. Утре во News Flash. Физика не се учи со слушање. Треба да се види, да се допре, да се прави. За ова емисија на нашата интернет страница glasnaamerika.com останува отворена, како и поканата да не бидете пријатели на Facebook. Јас сум Лилица Китановска од Вашингтон, а вие го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Пријатна вечер и до гледање до утре.